По четврти пат публиката преку филмскиот фестивал Преку езерото ја споделува радоста, возбудувањата, солзите и смејата предизвикани од уметноста на подвижните слики, кинематографијата. Покрај брегот на прекрасното езеро во Дојран, фестивалот кој од година во година е со се побогата програма, нуди истовремено да ги доживееме блескавите звезди на небото и блескавите звезди на платното. Вчера вечер официјално беше отворен со доделувањето на единствената награда Мето Јовановски за високо актерско достигнување во уметноста на филмот, која заврши во рацете на Лазар Ристовски. Му благодарам на мајсторот на филмот Лазар Ристовски, кој со своето актерско, но и човечко достигнување направи во светот на филмот со ништата на илјадници деца, илјадници тинејџери, илјадници студенти, а потоа илјадници филмаджи по овие балкански и медитерански светови на сонот, да создаваат свет составен од приказки за тоа како се расте, како се живее, како се страда, како се љуби и како се создава свет на идеали, свет на совршената причина да постоиме и да создаваме своји соништа во форма на подвижни слики. Раководството на фестивалот се одлучи наградата да му биде доделена на Лазар Ристовски, глумецот кој играл во над 4000 театарски представи и глумел во 73 филмови и телевизиски серии. Прво да кажем да сум среќен што сум ту вечерас. Срце ми е пуно. Осеќам вашу љубав вечерас и верујте ми да вам ја то враќам искрено и на исти начин, пуног срца. И хвала вам и на овако лепом дочеку, на великим аплаузима, а глумцу су аплаузи важни, затоа вам стварно захвалjujem на свему вечерас. Драго ми е да сам добио ту награду која носи име великог глумца, великог македонскog глумца Мето Јовановскog. Хвала и njemu ето што е вечерас ту sa nama na ovaj simbolični način. Традиционално, четврта година поред фестивалот официјално го отвори првиот човек на општина Дојран, Анго Ангов. Секоја чест Јани, затоа што знам дека овој фестивал не само што ќе обстојува, овој фестивал и ќе продолжи да расте, затоа што секогаш тоа што се прави со љубов успева. А тоа е така и знам дека ќе биде. Да ви посакам само да уживате овие денови во прекрасните филмови кои што ќе бидат презентирани и официјално овој фестивал го прогласувам за отворен. Амбицијата на организаторите е секоја година преку езерото да расте и да се етаблира на мапата на културни настани во Македонија како еден од најважните летни фестивали. Филмските фестивали од одредена точка на гледање представуваат добро осмислена културна акција која може да ефектуира посакувани резултати, а секако најмногу на среднорочен или пак долгорочен план. Нешто што со сигурност можам да го потврдам како главна определба и на фестивалот Преку езерото. Овие 4 години создаваме фестивал со единствена цел да биде привлечен за публиката, во кој преовладува моќта на меѓусебната доверба на сите чинители вклучени во реализацијата на истиот. Во официјалната надпреварувачка програма беа прикажани филмот На крајот на летото, француските Должна човечност, Растојанието помеѓу нас и Бланш како египетскиот Затемнување.